Еве на назад во отвореното студио 1, почитувани, и како што претходно најавивме, во овој дел ке разговараме со нашиот колега Дејан Андоновиќ. Тема една кратка, можеби ретроспектива на се она што се случуваше викендов во Париз, Франција, но и останатите градови, сите оние протести кои што може да се каже дека ескалира. Париз, ако може и така да се каже, тонеше во бес и солзавец. И Андоновиќ, најпрво, добро вечер. Оно што е најново, Макрон, францускиот председател, свика веќе нели вореден состанок, односно консултации за излез од оваа криза со... Најави денеска обраќање за прв пат од почетокот на протестите. Франција во исчекување на обраќањето на францускиот председател Макрон, од кој треба да упати порака и ветување, од што пак ќе зависи како понатаму ќе се движи, би рекол, новата револуција со која се соочува Франција. Што може, еве, хипотетички кажано, секако треба да се проследи нели обраќањето на Макрон, што тој има да им порача на француските граѓани, еве, жолтите елеци кои што протестираат, меѓутоа од она што досега еве си можел да прочиташ и да се информираш, во која насока би се Па многу е тешко да се прогнозира што точно Макрон планира да вети и да исполни за да ги го смири овој бес кој очигледно е растечки од ден на ден, по намалувањето на данокот, односно пролонгирањето на мерката во введување данок за гориво. Се очекува најверојатно да се намали данокот за прекувремена работа и исто така да се смали данокот на работниците со ниски приходи и истите да добијат и бонус, со што на некој начин Макрон најверојатно ќе цели кон оние најсиромашните, бидејќи да потсетам беше обвинет од француското општество дека со неговиот предлог буџет најмногу ќе настрадаат сиромашните, се во корист на многу богатите да бидат уште побогати. Пак ќе кажам, многу е тешко да се прогнозира, но најверојатно ќе бидат социјални мерки со цел да се намали притисокот кој од ден на ден со кој се соочува на улиците не само на Париз, туку и на цела Франција. Бевме сведоци изминатиот викенд за околу 200.000 луѓе кои беа на улиците, имаше 1000 повредени, имаше 71 приведен, значи имаше еден општ хаос. Буквално Франција не функционираше во саботата како држава, бидејќи се бавеше нели со тие улични протести. Се види дека французите имаат револт во себе и дека Макрон очигледно за прв пат од кога е на власт, задниве година дена се соочува со сериозна криза и веројатно неговата онаа европска перспектива за која се сметаше дека ќе биде новиот европски лидер по заминувањето на Меркел у Германија, очигледно ќе има проблем, бидејќи европските медиуми веќе велат Макрон не може да биде представник на Европа, и да ја повлече Европа напред кога не може да се соочи со нередите во Франција. Франција, односно француските власти, во исто време отвораат истрага за можно руско влијание со така наречени лажни вести. Тие вести ние можевме да ги прочитаме, се работи за обвинување, односно пред недела дена Russia Today објави една вест каде што во Франција, каде што соопшти, имаше вести, сите ја преземаа во западните медиуми дека наводно француската полиција, одделни француски полицајци извадиле своите шлемови како гест дека одбиваат да се справат со демонстрантите, туку дека им даваат подршка, им се приклучуваат во барањата за минимална плата и за данокот на гориво, што еве денеска се покажа, ние не знаевме дали е тоа вистина или не, се покажа француската држава почна да спроведува истрага за наводна дека е тоа лажна вест. Само малку да дополниме во контекст на тоа. Гестот на французите, односно на полицијата, би покажала дека полицијата е всушност против Макрон. И дека дава подршка на протестантите. Така, и се работи за истрага која што се спроведува поради тоа што некои од профилите на социјалните мрежи се поврзуваат со Москва. Пак ќе кажам дека и в социјалните мрежи, но и Russia Today. Russia Today ја објави таа вест, полицијата направила истрага каде што таков настан не е регистриран, значи дека се работи за измислена вест или фейк ньюс или лажна вест, така да француската држава почнува да се сомнева дека една од причините за тој огромен револт се можеби, пак ќе кажам, лажните вести,
вметнати и дека за нив се разбира стои Москва. Во контекст на тоа, во делот медиумите кои што условно кажано и важат за медиуми кои што шират лажни вести, дури и во Македонија имаше такви наслови, колку е можно сепак Макрон на вечерашното обраќање кон јавноста всушност да соопшти дека се повлекува како лидер. Не верувам јас. Тоа е уште еден, само верувам. затоа напоменав дека уште една алка од лажните вести. Нема да се повлече сигурно и тоа и ако има таква вест лажна се гледа дека тоа е невозможно. Прво лидерот на, значи претседателот на Франција има сериозна позиција, не би можел ради ова да се повлече. Тој ќе се обиде да ја намали тензијата во општеството, да ја истурка својата политика која има, да амортизира атмосферата. Да амортизира атмосферата, бидејќи пак ја потсетам, Макрон има амбиција, освен да биде лидер нели на Франција, што е да биде и европски лидер кој утре нели ќе повлече Европа да биде барабар со големите светски суперсили како што се САД и Русија. Овој проблем што го има да сега е социјален, своевиден тип на Меркел. Па со заменувањето на Меркел не е тајна и тој не криеше дека со заменувањето на Меркел од позицијата канцелар на Германија, он би го преземал како претседател на Франција лидерското место во Европската унија. Но проблемот со Макрон е само еден податок да кажам дека има рекордно низок рейтинг, околу 20%, а од 17 ноември до заклучно со денеска од протестите кои се две недели кои се одвиваат, му е паднат рейтингот околу 7%, што дополнително го загрижува. Токму вечерта ќе видиме, пак ќе повторам, што точно ќе упати како порака, што ќе упати како ветување, што ќе упати и тоа ветување се разбира ќе мора да го исполни, затоа што во спротивно очигледно французите нема да му простат доколку продолжи со ваква политика. Да, токму тоа ми беше следното прашање. Апропо позиционирањето на Макрон, еве како своевиден, како што спомена и Чаловски лидер можеби во Европската унија, колку ова односно вечерва тие консултации и неговото обраќање до нацијата може да биде своевиден тест врз менаџирањето на оваа криза на Макрон, а од друга страна пак ако се земат во предвид за коравените, односно цврстите позиции на жолтите илеци кои што повторно еви денеска изјавија, се уште не сме готови. Пак ќе повторам, ветувањето кој ќе го даде политичарот кон граѓаните, доколку не биде исполнето, а французите тоа го покажа, ќе биде казнато. Што значи тоа? Еве, намалување на рейтингот. Доволно е. Исто така имаше една информација што Франција како држава и Макрон како светски лидер ќе има проблеми и во самата Европа, од европските земји. Веќе се подгреваат шпекулациите во Германија. Одредени германски политичари бараат од Париз и Макрон со оваа цела состојба што се случува подолго време. Јас ќе потсетам дека Франција имаше лидери и пред Макрон беше Саркози, беше Оланд, Франсуа Оланд, кој беше левичар. И пред него беше Саркози, пред него беше Жак Ширак. Ми се чини, а од лидер во лидер се послаба и послаба позиција имат. Макрон дојде како некое големо ветување од банкарскиот дел, каде што сакаше Франција да ја направи, да ја врати во оние империјални големи позиции. Меѓутоа со ова очигледно се покажа дека не може да успее. Ќе потсетам за Германија, се побара дури од Франција. Германија побара, мислам, тие германски политичари, тоа не е официјална политика, но огромен број на европски политичари бараат од Париз да го отстапи Советот за безбедност, каде што е полноправна земја членка, покрај Британија, Русија, Кина и Соединетите Американски држави, на Европската унија, не да ја представува Франција, туку да ја представува Европската унија, што дополнително покажува колку позицијата од начинот како ќе изигра оваа улога Макрон ќе зависи не само неговата позиција во Франција, туку и во Европската унија воопшто. Уште една работа која што вреди да се напомене е тоа дека Макрон во моментов како да се наоѓа во сендвич помеѓу источниот блок и западниот. Ако од една страна се покаже дека Русија имала било какво влијание, од друга страна го има Трамп кој што секојдневно фаќа сеир. Па да, дури самиот рече дека веројатно французите го сакаат за лидер. Да, него би го сакале, но тоа морам да потсетам причина за неговата реакцијата на Трамп е токму Парискиот договор, кој Соединетите Американски држави, односно Доналд Трамп, од кога дојде на претседателската функција, одби да го потпише. Да потсетам, Парискиот договор е за емисија на штетни гасови. Беше недоразбирање на релација Париз-Вашингтон, односно Макрон го критикуваше Трамп зошто не го потпиша договор
договорот. Трамп тогаш рече, а сега само го подсети, дека една од причините е за да ги намалите емисијата на штетни гасови, ќе го покачите данокот на гориво, што може да предизвика бура кај обичните граѓани. Од кога се случи ова во Париз, Трамп само го подсети, со подсмев Макрон и му рече, нели имавме една изјава, да го цитирам, дека французите би сакале да го имаат Доналд Трамп за претседател, пак ќе кажам, алудирајќи на тоа дека мисијата на штетни гасови и Парискиот договор не треба да се подпише. Кратко, само бидејќи не гази времето, треба да завршуваме. Додека сме овде околу случувањата во светот, Тереза Меј, британската премиерка, го откажа гласањето за Брекзит во британскиот парламент, што требаше да се случи утре. Под чии налог? По налог на волјата на пратениците внатре? Или на расположението на народот кој што се менува? Јас би рекол дека откако се консултираше со својот најблизок тим и откога увиде дека утре доколку ќе гласа нема да и помине договор за Брекзит, бидејќи јасно е дека британците, дека во самата незина партија има противници на Брекзитот, а целата лабористичка партија значи опозиционата партија во Британија, најави дека ќе гласа против Брекзитот и кога ќе дојдат на власт, ќе пробат да ја вратат Британија повторно во Европската унија. Таа проценка на Тереза Меј денеска дојде откако Европскиот суд изгласа дека Британија има право да се повлече од Брекзитот и без никого да прашува Европската унија повторно да се врати во европското семејство, што само укажува дека Тереза Меј и незините соработници се повеќе се ми се чини сега, јас тоа овака од страна го гледам, како да некој начин се обидуваат се осамени во својата намера да излезат од Европската унија, се повеќе како британците да се будат и како да се увидуваат дека можеби за Британија сепак би било подобро да остане во европското семејство. Да, се менува перцепцијата, се менува расположението. Ќе видиме како ќе биде, ова е само едно гледање од страна, ќе видиме како сето тоа ќе биде. Ќе ги разгледуваме и оние, да, во студиото ќе ги разгледуваме и оние иницијативи за повторен референдум за да се поништи Брекзитот. Пак ќе кажам, судот денеска рече дека не ни мора да имаат референдум. Британија може сама ако одлучи да се врати. Значи кој да дојде утре на власт во Британија и сака да излезе од Брекзитот, без никаков проблем може да ја врати Британија во Европската унија. Антоновиќ, ти благодарам уште еднаш. Да, ти благодарам. Ова се теми кои што ќе ги третираме повторно, како со нас, така и со нашите колеги Кристина Атовска и Христијан Баневски. Ние овде мора да завршиме во интерес на времето. Така. Почитувани, овде јас и Јана Јосифовска се одјавуваме од ова студио 1. Следна е колешката Кристина Атовска, која ќе има свој гостин во рамките на студиото, а некаде под 19 часот Сашо Ордановски го гледате во ова студио. Довидување од нас. Пријатно.